Државниот здравствени инспекторат со вонреден инспекциски надзор во Охридската болница, Скопска гинекологија и Карил ќе утврдува причината за смртта на 29-годишната родилка од Охрид која почина во петокот 10 дена по породувањето, првично од сепса. Незиното семејство кое не сакаше да зборува пред камера, вели ќе ги чека резултатите од обдукцијскиот наод, но прашува зошто лекарите, ако знаеле за ретката болест на Марија Пупунцовска и ризикот уште на почеток, не ја упатиле на лекување во Скопје. Во меѓувреме од Охридската болница тврдат дека токму ретката болест лупус е причината за влошување на состојбата кај 29-годишната родилка. Оттаму утринава преку соопштение се огласија за случајот и велат дека според нивните направени анализи не станува збор за лекарска грешка, како што деновиве се шпекулираше во јавноста. На ден 11 јуни 2019 година во 4 часот на гинеколошко-акушерското оделение во Охрид примена е пациентка првородка во термин за порадување. Пациентка на 29 годишна возраст со хронична системска болест лупус и од детска возраст со имуносупресивна терапија. Направен е итен царски рез, добиен жив женски плод во добра состојба, оперативен и ран постоперативен тек уреден. Петтиот постоперативен ден поради влошување на општата состојба на пациентката и поради очекувани компликации од основната болест, конзилијарно е одлучено пациентката да се препрати во терциерна установа ГАК Скопје за понатамошен третман. Во тек на престојот на гинеколошкото оделение во Охрид земен е брис од рана од родилката и истиот е стерилен. Следниот ден на ГАК е направена мултидисциплинарна ревизија и е констатирано дека е исклучена гинеколошка компликација, велат од Охридската болница. Еден ден откако пациентката била примена на гинекологија во Скопје, стручниот колегиум на болницата врз основа на конзилијарно мислење на тројца гинеколози, абдоминалец и пластичен хирург, одлучил таа да биде поставена на машина за дишење. На клиниката за гинекологија и акушерство веднаш е ставена на интензивно лекување во шок соба и суспектна за сепса. Во текот на целиот престој на ГАК е мултидисциплинарно третирана. Од ехо прегледот гинеколозите исклучија гинеколошко страдање и покрај сите напори на лекарскиот тим, состојбата постојано се влошуваше. Пациентката во исклучително лоша состојба во петокот во 14 часот е префрлена на Карил, каде и починала 2 часа подоцна, соопшти од клиниката за гинекологија и акушерство Скопје. Незиното бебе е во добра здравствена состојба, а денеска ќе биде предадено на семејството.